Почитувани, на Република Македонија треба единство, не разединување. ВМРО ДПМН е понуди резолуција за единство, СДСМ бара причина за разединување. Извршниот комитет на ВМРО ДПМН останува на предложениот концепт за единство на сите политички партии, за текстот кој е создаден и напишан од врвни научни, образовни и општествени институции МАНУ, УКИМ и МПЦ ОА. Не би сакале да веруваме дека зад одлуката на СДСМ стои оставање на простор за пазарење со националните и државните интереси од највисок интерес, идентитетот, јазикот, националната засебност на македонскиот народ. Структурата на предложената резолуција е концепт зад кој за прв пат политичките партии може да најдат минимум простор за заеднички позиции. За националните и државните интереси треба да го најдеме тоа што не обединува. Фактот што СДСМ одлучи да го промени својот став по трет пат и да отвара теми кои не се поврзани со содржината на резолуцијата, за жал, ги ослабнува позициите на Македонија во било какви идни разговори со Бугарија. Обврска на државниот врв е да обединува, а не да разединува. СДСМ го прави токму второто. ВМРО ДПМН нема да прифати едно одлично структурирана резолуција, зад која стои авторитетот на највисоките образовни и научни институции да стане предмет на партиски калкулации и пазарење. Ние цениме дека усвојувањето на оваа резолуција е од исклучителна важност за забрзување на европската перспектива, за цврстување на државниот и националниот суверенитет на Република Македонија. Собранието на Република Македонија во овие критични моменти на нашиот развој е повеќе од потребно да излезе со единствен државен став во поглед на прашања кои се од национално значење, кои се очекува да придонесат за непречениот развој на нашата држава, но и за унапредување на мирот, стабилноста и безбедноста на нашиот регион и Европа во целина. Со усвојувањето на резолуцијата ќе им дадеме дополнителен поттик на сите наши пријатели, партнери и влијателни фактори на меѓународната заедница кои има било какви сомневања во однос на потребата од заштита на нашиот суверенитет, идентитетски обележја, македонскиот јазик, но и значајни историски и културни одбележи. Наша заедничка оценка е дека на македонската дипломатија е потребно соодветна алатка во низини раце, со која на меѓународната сцена ќе се грижи за целосна заштита на македонскиот идентитет, повеќе вековните историски традиции, преданија, обичаи, колективна меморија, расна и етничка припадност, лингвистичко единство, етнокултурна посебност, колективен интегритет, религијски идентитет, заеднички економски живот и наративот за припадност на одреден и географски простор. Целта на резолуцијата не е да се подкопаат позициите на Република Македонија, туку да се помогне во насока на заштита на националните интереси. А токму оваа резолуција нуди компромисна содржина, позади која може цврсто да се обедини целата македонска нација во заштита на македонскиот јазик и македонскиот национален идентитет. На крај повторно кажуваме на недозволивост и неприватливост од било која страна и субјект да се присвојува историјата, идентитетот, традицијата и културата на било која држава, нација и народ во светот. Време е Македонија и покрај сите разлики кои ги имаат политичките партии да се обедини во заштита на нашите национални интереси. Повелете прашања, доколку има. До прес-центарот пристигна неколку прашања, две се однесуваат на законот за лични документи, кој е вашиот став околу етничката графа во личните карти, предлог на движењето БЕСА, кој што очигледно нема да биде дел од новите измени на законот за лични документи, както и прашање кој е вашиот став за одлуката на владата предлог законот за државјанство во собрание да го испратат со европско знаме. Тоа што граѓаните веројатно го гледаат е дека секој пат кога имаме избори, оваа владеачка коалиција на СДСМ и ДУИ, иако прокламира дека е граѓанска коалиција, практикува да отвара прашања поврзани со етникумите. Во Македонија најголеми прашања што ги засегаат граѓаните се прво националното единство, но дополнително борбата со корупцијата. Граѓаните се загрижени за огромниот степен на висока корупција, загрижени се што анализите на голем број невладини организации кажуваат на тоа дека 80% од тендерите се склучени во 4 очи. И тоа е теми за кои што треба да разговараме, а не за етнички теми, како што отвара оваа коалиција, кои што не го подобруваат животот на граѓаните. Во однос на употребата, односно злоупотребата на европското знамеци. Апсолутно е јасно за што треба
да се користи европска знаменца. Тоа е апроксимација на законодавството на Европската унија, односно регулативите и директивите во нашето национално законодавство. Но пракса стане на оваа влада. Прво со законот поврзан со разузнавачките служби. Потоа закони од областа на образованието, најавата за закон за така наречена еколошка такса која што де факто е кризен данок и сега и со овој закон потенцијална злоупотреба на европското знаменце. Добро е владата да објасни за еден ваков закон која регулатива или директива од Европската унија се хармонизира со нашето национално законодавство, за да таквиот закон заслужи европска знаменце, севто спротивно. Би било злоупотреба на парламентарна процедура и ќе наштети на позициите на Република Македонија, бидејќи истото ќе биде нотирано во извештаите на Европската унија кои што го следат нашиот напредок. Пристигна и прашање, се бара став околу тоа што се уште не е донесен законот за ДДВ, а веќе ќе почнат да се делат сметки за електрична енергија. Дали тоа значи дека граѓаните ќе добијат повисоки сметки? Пред околу 2 недели законот пристигна во собранието. Ние како парламентарна опозиција раководиме со Комисијата за финансирање и буџет. Веднаш кога пристигна законот се свика седница на Комисијата за финансирање и буџет. ВМРО ДПМН покрај ова намалување имаше два дополнителни предлози. Првиот предлог е ова намалување да важи и за следната година, за до година, граѓаните да немаат покачување на сметки, и второто беше да важи и за правните лица. Тоа се одби од страна на мнозинството, но ВМРО ДПМН го забрза и го подржа носењето на овој закон. Прашањето кое што треба да го постават и граѓаните, и медиумите, веројатно е зошто повеќе од недела дена се чека да се закаже пленарна седница на која што ќе помине овој закон. Нејасни се причините на калкулација на мнозинството. А фактички на терен ќе се случи тоа што ВМРО ДПМН поголем подолг период го најавуваше, граѓаните ќе добијат повисоки сметки заради неспособноста на ова владеачко мнозинство да менаџира соодветно со собранието, но истовремено да ги антиципира и пазарните текови поврзани со цената на струјата. Ви благодарам.